Како автомобилот се учеше да оди? Баба. Автомобилот и локомотивата се блиски роднини. Тие имаат баба, која уште и денеска е жива, но веќе одамна не оди бидејќи е мошне стара. Во 1939 година наполни 170 години. Таа живее во домот за стари машини во еден париски музеј. Таа изгледа мошне смешно. Долга е, има 3 тркала. На средината има стол, а напред парен котел. Сигурно било интересно да се гледа како се движела. Прво кон тебе се тркал еден голем зачаден котел, како да вози супа. Но немојте да и се смеете. Од неа потекна овие двајца убавци што ги гледате на слика. Лошите јазици зборуваат дека оваа баба никогаш не одела и дека не можела да оди. Но вие не верувајте ми на тие лоши јазици. Сами видовме во Париската библиотека еден стар весник, огласник, и еве што пишува во него. Некој си кинјо за огнената кола. Нивната подвижна сила беше толку силна што не беше можно да се управува со неа. Кога ќе сретнеше на својот пат зид од камен, лесно го уриваше. На нозе и на тркала. Какво е сега ова чудовиште? Одзади ќунг како на самовар, а напред управувач. Горе седат луѓе искачелени под облаци. Чудовиштето бревта и се тресе. Чекори со ситни чекори и го врти тркалото. Тоа е првиот автобус што лази по патот недалеку од Лондон. Тој настан се одиграл пред 140 години. Бабата веќе била сместена во музеј. Незиниот конструктор, инженерот Кинјо, погребен е на париските гробишта. Но другите инженери англичани го продолжиле делото на Кинјо. Од нивните работилници, како пилиња што почнале да летаат, излегувале небешти парни коли. Кај некои оджекот бил напред, кај некои назад. Едни имале 3 трикала, други 6. Тоа биле идните локомотиви. Тие се учеле да одат. Меѓу нив имало и такви што прегрчувале по 10 км на час, престигнувајќи ги сите пешаци. Луѓето гледали и се чуделе. Гледај, магесници, ставиле печка на тркала. Зарем на неа да одиш далеку? А во тоа време од едно место во друго луѓето патувале во огромни пајтони, дилижанси. Во секој пајтон имало по 20 на патници. На покривот седел пајтонџијата и со дол камшик ги шибал 4 впрегнати коњи. До него седел поштарот и дувал во рог. Чувајте се, врви поштенската кола! Тешките пајтони постојано паѓале во ендици, подскокнувале и се наведнувале настрана, само што не се превртувале. Неколку минути не можел право да се изгуби зад нив. И ете, по таков пат најпосле тргнали и првите парни дилижанси. Чудовиштето со ќунг како на самовар и со нозе, тоа е првиот парен дилижанс. Неговиот конструктор, механичарот Гордон, вака расудувал. Конјот има нозе. На колата има тркала. За да тргнат тркалата најнапред треба да стргнат и нозите. Затоа тој додал на својата парна кола нозе, а тие само се плеткале меѓу тркалата и пречеле. А еве го и дилижансот на механичарот Хернеј. Нема нозе. Хернер правилно расудувал. На парни коли не им се потребни нозете. Тој направил неколку дилижанси и почнал да превозува публика од Лондон во блиските села. Хернеовиот дилижанс е убаво искитен, лакиран и прилега на пајтон. Само што одзади како топовски цевки стрчат 3 оџаци. 6 тркала, еден пар огромни, високи колку еден човек, друг пар малку помали, а третиот пар сосема мали. Малите тркала се истурени напред како коњи пред кола. Кога воланот ќе се заврати десно, предните тркала одат надесно, а по нив и целиот пајтон. Парниот котел не стрчи веќе како га е колата на кино, зашто е скриен во каросеријата. Чадејќи и грамејќи по патот се движи парниот дилижанс. На неговиот покрив има цела шума од оџаци, високи, машки шапки, перјаници и пердови.
Војна меѓу запрежните и парните коли. На следната слика се гледа експлозија на парен дилижанс. Тркала, ќунци, човечки нозе или раце, лостови и шапки летаат на сите страни. Не пуштајќи го од раце воланот, возачот летнува од своето седиште. Откинати глави се тркалаат на земја. Кога се случила оваа катастрофа? Познато е дека во Шкотска околу 1831 година експлодирал парен котел на дилижанс и настрадале 5 луѓе. И ако може да се верува на овој цртеж што бил објавен во тогашните весници, во воздух летнале барем 15 патници. Оваа слика ја насликал како што изгледа некој весел уметник. Погледајте, при самиот врв десно е насликан човек во фрак. Тој лета главечки, или подобро речено свртен со нозете нагоре, зашто нема глава. Во рацете држи бастунче, главата ја изгубил, но бастунчето нема да го изгуби. Зошто било објавена оваа слика во весниците? Затоа, за да не се вози никој во парен дилижанс. Парниот дилижанс имал многу непријатели и противници. Тие настојувале со клевети и подвид да го уништат неговиот изум. Неговите најголеми непријатели биле собствениците на запрежните дилижанси. Во она време имало многу повеќе запрежни отколку парни дилижанси. Во секој град постоеле пошти со големи штали и широки дворови. Од вратата постојано излегувале пајтони, полни со патници и пошта. Собствениците на овие големи пошти биле многу богати луѓе. Не било лесно човек да се бори со нив. На својот противник тие ја насыскале и англиската влада и своите пајтонџии со поштарите. Англиската влада почнала да препишува многу строги правила за парните дилижанси. Прво правило. Пред секој дилижанс на растојание од 55 метри мора да оди човек со црвено знаме. Кога ќе сретне кола или коњаници, мора да ги извести патниците дека зад него оди парна машина. Второ правило. На машинистите строго им е забрането со свиркање да ги плашат коњите. Парејата од машината може да се испушта само кога на патот нема коњи. Трето правило. Брзината на парната машина во село не смее да биде поголема од 6 км на час, а во град 3 км. Ете какви се правилата. Не свиркај, не диши, не лази како желка. И лази како желка. И покрај сето тоа владата уште ги оптоварувале собствениците на парните дилижанси со голем данок. Пајтонџиите и поштарите не биле толку опасни непријатели. Меѓутоа, и тие многу пакости им направиле на инженерите и на машинистите на парните машини. По наредба на своите господари, тие ги расипувале патиштата, им го препречувале патот на парните машини со камења, а понекогаш ги пуштале во дејство и тупаниците и бастуните. 30 години воделе војна за прежните и парните дилижанси. Победиле за прежните. А како и не ќе победат, на нивна страна била владата. Но парните дилижанси имале уште еден непријател. Тоа е помладиот брат на парниот дилижанс, возот. Во 1825 година инженерот Стивенсон изработил прва железничка линија меѓу Стоктон и Дарлингтон и поставил парна кола на шини. Тоа било исправно, бидејќи колските патишта во тоа време биле многу лоши. Тешката парна кола мачно се движела по дупките и ендеците. Машината се тресела и грмела како полска кујна. Машинеријата постојано се расипувала и се кршела од потресот. Се обиделе да ја направат потрајна и појака, а поради тоа станала потешка. А колку јаглен било потребно за да може да се влече толкава машина по лош пат. На шини е нешто сосема друго. И машината може да биде полесна, зашто овдека не е потребна толкава сила, а нема ни потрес. Помалку јаглен се троши. Значи ни тракалата не се толку големи. Ете, тоа е она што го закопа парниот дилижанс. Кога еден по друг почнале да се градат железничките патишта, на парниот дилижанс му дошол крајот. Кај можел тој да се надпреварува со возот кој гладко одел по рамниот челичен пат? Во Англија, татковината на парните дилижанси, нив набрагу ги снемало.
Во Франција овде онде, како последните мамути, се уште скитале тешки друмски локомотиви, но тие биле сосема малку. Победа. Одеднаш друмската локомотива, стариот парен дилижанс одново затробил во својот рок. Јурел по друмовите со неверојатна брзина, оставајќи ги поштенските коњи далеку зад себе. Што му станало одеднаш? Парниот дилижанс престанал да биде парен. Механичарот Даймлер направил мотор на бензин. Долу тешкиот парен котел. Не се веќе потребни гориво и сандаци за јаглен. Видете ја сликава. Колку стана лесна, едноставна и убава огнената кола. Тоа е првиот Даймлеров автомобил. Ова веќе не е локомотива, побрзо би можело да се каже лесна запрашна кола. Така и изгледа, само што во неа не се впрегнати коњи. Машинистот е чист, со бела јака. Тој не мора да се валка, овде нема ни чат ни саги. Дебелиот пакниц се раскомотил на меко седиште и се поднасмевнува. Незгодно е само едно. Моторот штрчи кај нозите на патникот како голема канта за млеко. Нема каде да ги стави нозите. Моторот се уште е слаб, само 1,5 пати посилен од коњот. Овој автомобил и се лула кога ќе тргне како старите дедовски коли. Почекајте, автомобилот тргнува. Патникот престанува да се поднасмевнува. Колата ќе му ја истресе душата. Во исто време, кога во германскиот град Канштат механичарот Даймлер конструира свој автомобил, во другиот град Мајнхам механичарот Бенц исто така правил кола со мотор на бензин. И се случило двете коли да тргнат речиси во исто време во 1886 година. Затоа треба да се смета дека пронајдувачи на автомобилот се обајцата и Даймлер и Бенц. Бенцовиот автомобил не бил подобро од Даймлеровиот. За да тргне требало да се потурнува одзади, а се трускал исто така како и Даймлеровиот. За да не се труска требаше да им се израмнат сите патишта. Веројатно да се постават подови или да се врзат душеци на тркалата. Се стори и едното и другото. Од година на година патиштата стануваа се подобри и подобри. Денеска и во странство и кај нас има патишта мазни и рамни, асфалтирани. Наскоро во пронаоѓањето на автомобилот, луѓето најдоа и душици за тркалата. Англичанецот Денлап навлече на автомобилските тркала гумени црева, напомпани со воздух. Лесно тргна машината по патот. Патникот седи како на мек душек. Сето тоа беше добро, само моторот беше уште слаб и често се расипуваше. Се случуваше волови да влечат расипан автомобил, а машинистот да ги стави очилата на капата и да седи со наведната глава. Тој нема што да работи. Рогатиот мотор го влече автомобилот. Но автомобилот од година на година стануваше се посилен и посигурен. Насекаде по целиот свет луѓето работеа, настојувајќи да пронајдат најдобар мотор. Моторот е денеска насекаде потребен, и во воздухот, и во водата, и во полето. Автомобилскиот мотор одправен имаше 1,5 коњска сила, по 5 години 8, а денеска добрите автомобили имаат мотор од 100 и повеќе коњски сили. Има автомобилски мотори со 1000 коњски сили. Такви мотори имаат тркачките автомобили. Денеска веќе никој не се сеќава на старите поштенски дилижанси. Автомобилот го исторка од патот својот најголем непријател. Споредете го со сите автомобили што се насликани на овие страници. Ќе видите дека автомобилот за 100 години многу се изменил. Имал нозе, пропаднале. Имал парен котел, го снемало. На покривот штрчеле оџаци, сега ги нема. Во почетокот прилегал на локомотива, потоа на запрежна кола, а денеска прилега само на самиот себе. Секој предмет мора да прилега на самиот себе, да има свој облик, онаков каков што најмногу му одговара.